од 19 до 25 ноември 2012 година под мотото "Ние сакаме, вие знаете, заедно можеме", Црвениот крст на Република Македонија ја одбележа традиционалната недела на грижа за старите лица со цел да се подигне јавната свест за правата на старите лица, како и да се обезбеди поддршка и грижа за нив. Во рамките на оваа недела преку општинските организации на Црвениот крст се организираа многобројни хуманитарни активности, едукативни и креативни работилници со старите лица, хуманитарни изложби на рачно изработени дела, посети на стари, бесплатни прегледи, посети во домовите за стари лица, пензионерските домови и слично. Досегашното искуство ја потврдува бројката од 4000 стари лица кои секоја година се опфатени со традиционалните активности. Активностите на локално ниво се имплементираат најчесто во соработка со општинските здруженија на пензионери со кои Црвениот крст на Република Македонија континуирано остварува добра соработка. И општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка никогаш не ги заборава старите изнемоштени лица. Дотолку повеќе што веќе година и пол во Црвениот крст од Крива Паланка се имплементира и проектот Грижа за стари лица во домашни услови. Во рамки на проектот по повод неделата на грижа за старите лица, општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка на 22 ноември организираше средба на лицата корисници на овој проект, насловена како Матине. Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка веќе изминатите неколку години активно работи на полето со старите лица, така да ова матине е по повод неделата на грижа за стари лица, а како што гледате сите тука денеска се корисниците што го опфаќаат проектот Грижа на стари лица во домашни услови, што се спроведува во Крива Паланка. Истиот проект, нели знаеме сите, добро ни е познато дека се спроведува и во Скопје и во Велес. А постарите кои присуствуваа на оваа средба не го криеа задоволството со раздвижувањето на старечките брчки на нивните лица, подсетувајќи се на убавите моменти на поранешните средби и дружења. Налик на ова? Лично за мене, а мислим и за сите, ова дружење, значи релаксација, видување што со особи што не сме се виделе со години, бидејќи староста си носи се и болести се. И сум благодарна многу на Црвениот крст што ни испраќаат волонтери, грижи се Црвениот крст за нас. Представникот од Црвениот крст од Крива Паланка, Дарко Пешовски, напомена дека средбата е спој на генерациите. Младите волонтери, повозрастните исто така, и бабите кои се веќе во третата животна доба, а задоволството на нивните лица е видно. Имаме млади волонтери, волонтери кои ги посетуваат корисниците, сите партиципенти што се вклучени на некој начин во самиот проект, во проектот Грижа на стари лица во домашни услови. Во изминатиот период пред 2 недели се спроведе еден награден конкурс. Конкурсот беше со наслов "Заспевам со приказните на баба ми". На тој конкурс првите учесници што ги освоија првите награди денеска ги причитаа своите лични творби пред присутните гости. Кој е вашиот впечаток, дали корисниците, но лицата во третото доба, дали се задоволни од ова дружење? Па вака, значи како што сега видовме и тоа на нивните лица, и со нивните изјави пред малку што ги дадоа, дека тоа е сепак огромен успех да се спојат. Има случка тука што се спојуваат две другарки после 30 години се гледаат на ова денешна наша средба. Значи по ова мислам дека зборовите се залудни. Навистина, средбите како оваа би требало да бидат секојдневни или најмалку чести, неделни, да се разигра монотоното секојдневие на осамените, стари и изнемоштени членови на заедницата. Не сме се видели толку години до сега. Благодарна сам што се ставиме толку време, не сме се видели група. Еден од друг се забравиме, не да се познаеме. Што ги видува жени, дори не ги познавам, Савета, Слободка. Јас сум ги забравила. Јас сум пензија комај 20 години, јас сум 72 година покарала сега и да ти кажу, забравил сам ги, изумило се више, и нешто од години, нешто и не се често видуваме, многи не иду по град. Едно време беме со Софета комшики, не се беме одамна виделе, еве сега се видемо. Убав му обеци направиме и тој ти е тој. За старите е Петка.